сакувам на сите присутни гости. Свети Климент се родил околу 840 година некаде во Македонија. Некои историчари сметаат дека се родил во Солун или во неговата околина. Климент учествувал во преведувањето на светите богослужбени книги од грчки на црковно-словенски јазик. Заедно со своите учители Кирил и Методи отпатувал во Панонија и Моравија, каде живо учествувал во мисијата за ширење на христијанството на словенски јазик. Бил еден од истакнатите учители на учениците од Моравија и Панонија, кои се подготвувале за свештеници и ѓакони. По смртта на Методи, под притисок на германските свештеници, заедно со другите ученици, Горас, Гнаун, Сава и Аквилари и други, побегнале од Моравија и пристигнале кај бугарскиот кнез Борис, кој го скористил во ширењето на словенскиот јазик во неговата држава. Климент по краток престој во Блиска бил испратен за учител и мисионер во областа Котничевица во југозападна Македонија и Јужна Албанија, за да го шири христијанството на словенски јазик. Во Охрид развил голема црковна и просветителска дејност за да го шири христијанството на разбирлив народен јазик. Свети Климент основал универзитет во Охрид, прв од таков вид не само на Балканот, туку и во целиот тогашен словенски свет. Низ универзитетот во текот на 30 години поминале околу 3500 ученици. Во неговиот универзитет се подготвувале свештеници, учители, уметници и други кои ќе го продолжат неговото дело. Свети Климент секој пат патувал и работел и ги подучувал луѓето на секакви дејности во обработката на земјата, канемење на опошките и така натаму. Поради напорната работа во ширењето на христијанството и словенското писмо и по создавањето на Словенската црква во Македонија во 893 година бил назначен за прв словенски епископ. Свети Климент преведувал книги на словенски од грчки јазик и напишал многу црковни книги. После напорната работа што ја завршил, умрел во Охрид на 9 август 916 година и е закопан во манастирот Свети Пантелеймон, денешен Плаушев. Свети Климент е закрилник и патрон на македонскиот народ низ целата негова историја. Тој е патрон на Македонската православна црква, на Македонската православна богословија и Богословскиот факултет, како и на голем број просветни и научни институции во нашата земја. На него се посветени голем број новоизградени цркви и манастири во европските и прекуокеански земји. Неговото име гордо го носи нашето училиште, кој ги продолжува неговите просветителски дејности. Да ни е среќен и за многу години патрониот празник на нашето училиште Свети Климент Охридски. Драги гости, повелете горе во на еден скромен коктел во просториите на училиштето. Благодарим. Ajde.